Почитувани слушатели на СИ Радио, се наоѓаме во Струга во хотел Галеб, кој што се одржува во градот кај што се одржува државното првенство за лица со визуелна попреченост во шах. Имам чест тука да ги представам нашите таленти, кои што сепак се пробиваат на шаховска сцена во Македонија и се надеваме во Европа. Тоа се и нашите цели, тоа се нашите обидувања. Еве тука е на пример Лана Трајкова до 14 години, Филип до 20 години, кој што учествуваше со сениорната репрезентација на Европското првенство во Генова, и Стефан Мелник. Тука е председателот, односно председателот на Спортска федерација на слепи, господинот Богоја Гошев. Добре дојдовте. Добро да ви најдовме и благодарам на вашето присуство и на вашето застапување што СИ Радио ја застапувате како Спортска федерација на слепи на Република Северна Македонија. Денеска се одржува државно првенство поединечно, што е шахматско првенство за слепи и слабовидни лица во Струга. Денеска завршија квалификациите што беа во Струга, кои се одржа. Беа присутни 24 представници од сите градови на Република Македонија, кои на државно првенство се пласира четворица представници од 24, плюс 6 финалисти од лани што беа од прво до 6 класирани. Од утре, од 16 ќе почне финалето што се одржува за слепи лица, на кој се присутни 10 представници, плюс женско имаме полуфинале кој ќе се одржи со 10 представници од цела Македонија. У финалето на женските земат учество 6 представници. 6 представники ќе бидат пласирани од финалето на женското финале што ќе биде, и на финале ќе се одржа од 16 до 20 јули во хотел Галеб на Струга. Ги поздравувам директорот Борч што е на хотел Галеб што ни услужува за нивните услуги што ни врши нас кон инвалидите, и други спонзори и помагатели што се на овој турнир на државното првенство. И аз ги поздравувам активностите на Национално целосно слепи, пред се и на Спортска федерација на слепи. Сега сакам да се обратам до младите на преорувачи, кои што навистина ние како пред се јас сега, искрено како медиумски работник на Сојузот на слепи, се трудиме што е можно повеќе да ги промовираме во не само македонската, туку и балканската и европската спортска сцена. И ќе почнам со Лана. Ланче, на кој турнир учествуваше годинава? Дали се уште со кој тренираш сега? Еве как објасни ги повеќе твоите активности во последниот период. Со Трајко Мезет тренирам, со одам во шаховски клуб во Гергелија и со Трајко Мезет. А сега учествуваше ли во државното првенство во шах кој што пред речиси 1 месец се одржава? Да. Како ти беше тоа доживување? Па беше малку тешко, бев ставена во потешка група, беше интересно. Лани освоив 3-то место, бронзова медала. Тоа беше Лана Трајкова, сега преминуваме исто така на еден од нашите најприсутни таленти, најденешни таленти, Стефан Мелник, кој што сега зема 7-мо место во државното тренирање. Стефан, како беше тоа твое надпреварување, како иде да надпреварите прво со твоите противници и дали имаше поголеми очекувања или помали од тоа што го доби и дали доби некоја мотивација? Па имав поголеми очекувања, реално кажано. Имав потенцијал за многу повеќе да достигнам, ама ништо од тоа. Бев разочаран, искрено кажано, меѓутоа сепак морам да напредувам и тоа да не ми биде пречка да продолжам со шахот. Добро, некогаш и спортската среќа е многу битна, нели? Како ќе се погоди и жребот и сите работи. До година подобра. Други турнири оваа година сум учествувал во Нови Сад турнир, сум учествувал во Крагуевац на турнир, Македонија Open. Учествував на Јака Кемал локалитет кај што освоив второ место у категорија на U16, сребрена медалја.
и потоа сега прво место на полуфиналето. Како ти е рейтингот сега? Сега мислам дека ми е 1395. 1500 кој очекуваш да биде? 1500 најжо крај година. Така е. Мене ме тренира видемајстор Оливер Органџиев и одам во клубот Алкалоид, кај што ме тренира велемајстор Драган Нечимовиќ. Го председател на Спортска федерација. Пред 2 месеци у Италија, од Женова, се одржа светско првенство во шак. Нашите учесници беа подмладени, репрезентацијата наша беше подмладена со млади репрезентативци, како Филип Арсов. И наредната иднина се надеваме дека ќе помогнеме од Спортска федерација да бидат поактивни младите спортисти, како се Филип, Стефан, друг Филип или Лана, додат понатаму повеќе. Федерацијата спортска ги поддржува тие активности. Многу големи резултати добивме од Филип Арсов на светското првенство што се одржа во Женова. На тоа он самиот си произнесе како што успеси, колку поени доби, самиот он си каже. Задоволни сме ние од Спортска федерација, ептено од Филип ова година. Со нас е најмладиот репрезентативец воопшто до сега на школската репрезентација на слепи Филип Арсов. Наш чест е да го имаме со нас. Филип, прво, како беше првенство во Женова и кои твои активности во минатото донесува ти да стигнеш до тој стадион? Првенството во Женова е за мене едно големо искуство. Имав чест да заиграм за репрезентацијата на слепи лица на Република Македонија. И таму на тој турнир освоив 4 хода од 7 одиграни партии. Имавме противници и учесници од цела Европа. Јас лично сум задоволен од селекторот днес. Претходно, пред да се случи надпреварот во Женова, имавме прилика да имавме и кампови кои се одржува овде во тој. Нормално имавме припреми пред да се случи главниот надпревар. Добар ден на сите, добродојдовте во градот Струга. Кај што знаеме, сите денеска се игра полуфинале за жени и финале за мажи. Награден фонд за мажи е 10, 8 и 6, за жените 6, 5 и 4. Ве поздравувам сите, првенството го прогласувам за отворено. Ете, исто така со нас е и Лазар Трајков, подпредседател на Спортска федерација на лица со визуална преченост на Република Северна Македонија. Еве, прв пат после јас веќе неколку години го работам радиото, прв пат еве можеме да собереме така, како да кажам, во скратен круг и со талентите во кои што треба навистина да дадеме фокус, да дадеме малку да се побутне работата нашки кажано. Каде ги гледате овие деца за кратко, што треба државата да презиме и дали презимаме доволно? Прво благодарам на поканата и како да кажеме, значи едноставно ние се трудиме и со тие средства кои моментално располагаме, значи даваме се од себе, даваме што се вика надчовечки напори, да најдеме тренери за овие деца, да едноставно изнајдеме начин како тие овој свој талент и своја желба и љубов кон шахот успеат и понатаму да ја негуваат и унапредуваат. Значи, вака, реално во држава за младиве се обрнува внимание, но тоа е, како да кажем, минорно, едноставно минорно, и ако сакаме реално да имаме многу поголем успех, треба да се стави акцент буквално на младиве, пошто кај нас во нашата бранша, да кажам, кај слепиве, имаме многу мал, како да кажам, фонд на играчи. Така да, овие тука што се присутни Филип Арсов, Стефан Мелник, Лана Трајкова и да не го заборавиме Филип Величковски, кој моментално си замина од државното првенство, не успеа да се пласира. Значи, тие се наши 4 дечиња. Филип, ако го извадиме, нели, од тука, он веќе настапува за сениорска репрезентација и
он е еден баш адекватен пример за тоа што значи да се биде посветен, што значи да се негува и да се сака шахот. Значи, ако сакаме успех, значи државата мора да стави акцент и мора да донира малку поголеми средства да можеме едноставно овие деца да работиме со нив, да им најдеме тренери, да им најдеме секунданти, пошто искрено сега бевме во хотел Дрим, тука беше Стефан, Филип и Лана. Сите деца таму кои одат, вклучувајќи ги децата од Алкалоид, од Гамбит, од Карпош, од Центар, значи си одат и со нив си носат како секунданти кои тие деца ги припремаат пред партија, завршува партијата, после партија седнуваат, прават анализи на тие партии и со тоа едноставно децата напредуваат. Таму се увидуваат едноставно кои се нивните грешки, кои се нивните аномалии и кога децата тоа ќе го направат, едноставно тие повеќе не ја повторуваат таа грешка. Тоа се впишува трајно во, како да кажам, во нивната шаховска биографија, како да кажам, едноставно, така да пак ќе потенцирам. Овие средства кои ги добиваме за млади се ништо. Ако сакаме да имаме успех и на шаховско поле, и на сите други полиња кои ги едноставно покрива Федерацијата на слепи, значи тука ќе ги кажам и голбал, ќе ги кажам и атлетика и сите работи. Значи мора државата да обрне малку повеќе внимание на слепите лица и малку да не помогне финансиски. Доколку земеме во обзир, да речеме дека државата нема да ги промени своите ставови во моментот. Што мислите дека ние треба да преземеме овие деца, да ги фокусираме на прав пат, да не гледаат тебе, пак ќе кажам, нешто кажано лево десно, и да ги видиме за 10 години на светската сцена. Затоа што има талент, се гледа дека има талент. Талентот е едно, ама сув талент без работа малце тешко. Значи, ние како родители, еве јас сум родител на Лана Трајкова, исто Стефан Мелник, неговите родители, Филип Величковски, неговите родители, едноставно се тие кои ги финансираме. Значи, ние сме тие кои вложуваме во нив за нивната иднина и мислам дека ако ништо друго во најмала рака, треба финанси за да можеме тие деца да ги едноставно обезбедиме со константни тренери. Значи, да не биде тоа парцијално сега, имало 2 месеци, имало камп, 2 кампа во година и имало 2 до 3 турнири. Значи, како сакаме ние овие деца да ни напреднат? Алкалоид, Гамбит, Центар, Карпош, се на сите турнири присутни, кои се одржуваат и во Република Македонија и надвор од Македонија. Значи и меѓународни ги праќаат децата и затоа тие деца делат. Секоја чест морам тоа да го потенцирам на Стефан Мелник, кој оваа година не да не изненади сите пријатно, значи ова е величенствено што го направи детево. Значи тој си работи не константно, не перманентно, значи тука секоја чест и на неговите родители, ама најголем аплауз за него лично. Значи детето живее шах. Значи тоа е љубов, тоа е ентузијазам и тоа е нешто што утре, задутре очекуваме, значи Стефан Мелник да биде прво кандидат мајстор, а многу наскоро и видемајстор. А се надевам, дај Боже, и да го имаме и првиот велемајстор помеѓу слепите лица во нашата држава. На ова поединечно државно првенство се одржува во хотел Галеп во Струга. Федерацијата организираше пекари и медали за прво, второ и трето место. Нареден период ќе се одржи квалификации во голбал, се одржат квалификации во атлетика, тотално за слепи лица, посебно си правиме самите ние слепи лица. Потоа иде наред државно првенство во голбал, средина на септември, ќе биде околу 9 и 10 септември. На крај септември
планираме државно првенство во атлетика да се одржи во Охрид, на Билјан избори, така ни е планот и распоредот. Има други обврски што треба да се одржат спрема федерацијата, екипно првенство во шак. Например, тоа ќе биде ноември месец. Ќе се задоволство ќе биде да напредуваат младиве сили што се во шак, да земат големо учество и поголеми тренинзи во нашите првенства, да земат учество на репрезентација. Големо чест и задоволство ќе биде да земат и Филип, и Стефан, и другиот Филип, да бидат репрезентативци на шаковска репутација на Македонија се одржува. Очекуваме големи успеси 2025 се спремаме за голема олимпијада која се одржи во Србија. Јас како председател на Спортска федерација Јошо Богоја, во минатиот период од 2 месеци од кога сум председател, направивме извршен одбор на кој донесовме редовни одлуки кои се од витално значење за спортот во Република Македонија. Избравме селектор за голбал на екипа што е на Република Македонија. Наш селектор е Игор Кузмановски од Скопје, на кој имавме состанок со него, договоривме големи работи за нашата спортска федерација. Прво нашата спортска федерација се зачлени во ИПСА. ИПСА е меѓународна федерација за инвалидни лица што е. Таа е голема федерација која се зачленува секоја организација што има потреба за таму да биде членка. Се надеваме дека нашата екипа во голбал ќе биде во С дивизија, ќе играме квалификации за С дивизија во голбал. Имаме состав од 12 репрезентативци, млади репрезентативци кои се од 18 па до 25 години. И нареден период се одржат големи тренинзи. Исто така очекуваме покана октомври месец да земе учество на тие квалификации што се одржат наредниот период. И мислам дека со овој настан ќе ги потенцираме нашите членови голбалисти повеќе да имат желба и мотив за надпреварите и за поголеми успеси. Почитувани, тоа беше ЕСИ Спорт. Го отварам уствари просто со оваа емисија. Ќе бидеме тука со надпреварите, директно со резултатите и се надевам дека уживавте во едно така несекојдневно обраќање на лицата кои се задолжени за напредок на нашите млади таленти. Тука сме за се, обратете се на radio.gmail.com, односно на radio.gmail.com за било какви прашања, за било какви идеи и за било каква подршка на Спортската федерација на слепи, на Националната целост на слепи и за овие прекрасни наши деца и таленти кои што ги гледате пред нас. Благодарим и ние. Почитувани слушатели, тоа беше најавата и почетокот на државното првенство во шах кој се одира во Струга. Ние бевме таму и известувавме навремено за секојдневни резултати. Првенството заврши и конечниот табела изгледа вака. Значи, кај мажи, првото место го зема Селковски Жарко, второто место го зема Костадиновски Зоран, додека трет заврши Миле Чапанов. Филип Арсов беше четврти, Санде Атанасов пети, Стефан Мелник шести, Блаже Атанасовски седми, Калчовски Лазар 8, Трајче Димов 9 и 10 заврши Мишевски Благоја. Тоа е конечната листа кај мажи, додека кај жените по-интересни надпревари со многу неизвестност. На крај прво заврши Олга Ангеловска. Марија Арсова беше втора, Снежана Велинич трета, Лана Трајкова четврта, Јованка Касаска пета и Николова Сонја заврши на шестото место. Се надам дека уживавте во оваа емисија, допревме некои точки, што се е потребно овие, посебно на млади таленти да просперираат, да напредуваат. Се обратија председателот Богоја Јошев на Спортската федерација, како и секретарот Лазар Трајков.
Пораката е пратена, очекуваме позитивен фидбек и да работите да тргнат напред за овие млади деца. Првенството беше многу интересно. Ви благодарам сите што не следите во живо на СИ радио последната недела и за сите прашања и за сите интерес кои проявивте исправајќи на вашиот имейл. Јас се надевам дека навремено ви беа доставувани резултатите. Ви благодарам за интересот и останете со програмата на СИ радио.